зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Единствениот пат до небото. Поред состојбата во која се наоѓа светот овие денови, небото изгледа се попривлечно. Понекогаш идве чекам да отидам таму. Кој не сака да го чита библискиот опис на улиците од чисто злато и портите од кои секоја е направена од еден бисер. Освен тоа сакам да читам дека на небото тој ќе избрише секоја солза од нивните очи. Нема повеќе да постојат смртта, тагата, плачот и болката, зашто стариот свет неповратно ќе го нема. Откровение 21:4. Но најневеројатната реалност за мене, за небото, се наоѓа во разговорот што го има Исус со своите ученици на тајната вечера пред да биде распнат. Тој им кажа: "Одам да ви приготвам место, и кога ќе отидам и ви го приготвам местото, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас." Јован 14:2 и 3 стих. Забележи дека за Исус важниот дел во врска со небото не е во неговата обавина, туку во фактот дека еден ден ќе живееме со него за секогаш. Тоа го очекувал со натрпение Исус, верниците кои се заедно со него за секогаш. Тој сметал дека тоа вреди за сите страдања низ кои требаше да мине кога беше распнат на крстот токму следниот ден. Каква радост за нас! Ние всушност ќе поминеме вечност со оној кој е персонификација на љубовта. Оној кој беше подготвен да пострада ужасна смрт на крст, за да плати за нашите гревови, за да ни биде простен секој грев што некогаш сме го сториле или ќе го сториме. Ако ја ставиме нашата вера во него, ќе поминеме бескрајна вечност со нашиот Спасител. Дали го замоли да те ги прости гревовите и да биде Господ на твојот живот? Нема подобро време да го сториш тоа од сега. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.